за важноста на винскиот туризам, за новите перспективи, за она кое што е составен дел се разбира од културните рути, патишта на диалог и европско заедништво, она за кое што говореше Нина во својот прилог, а ние започнуваме нашата утринска тема во која зборуваме токму за виното, односно македонската винска индустрија, традицијата и глобалната конкурентност, како и она на кое што ќе го ставиме акцентот, тоа е новата генерација потрошувачи и иднината на винарството. Па би сакале да прашаме каде е Македонија или до каде е нашата винска индустрија, дали се случуваат промени како на глобално ниво, па така и кај нас во однос на сите оние новитети кои што стигнуваат на секојдневно ниво во смисла на царини и сето на кое што откако го објави и американскиот претседател Доналд Трамп, па дали има и какви се турбуленциите во овој дел и повеќе интересни информации во однос на виното со нашата денешна гостинка во утринска на Тилма, а тоа е Наташа Бреслиска, која што е експерт за вино, интернационален судија за вино и консултант за продажба и маркетинг на вино и алкохолни пијалаци. Наташа, добро утро и добре дојдовте во утринска на Тилма. Добро, благодарам на поканата. Можеме да го прокоментираме претходниот прилог кој што го погледнавме во смисла на тоа колку винскиот туризам би можел кај нас и на нашето поднебје да се разви, колку тој е еден од факторите за привлекување на поголем број туристи. Ние сме сведоци, вие веројатно уште повеќе на туристи кои што се воодушевуваат на македонското вино, не само тие што доаѓаат кај нас, туку и оние кои што имаат можност па да го пробаат македонското вино и надвор од нашата земја. Но тоа да се доживее на наша територија, при тоа да се вкуси македонското вино е едно вистинско доживување кое што треба да го искористиме како земја. Да. Дефинитивно во рамките на винскиот туризам мислам дека имаме голем потенцијал кај нас и секако голема предност е тоа што во последните години почна многу да се раздвижува тој дел, поготово од страна на малите и на средните винари. Се изградија доста капацитети кои што нудат комбинирано покрај делот за дегустации и сместувачки капацитети. Сето ова помага да се привлечат поголем број туристи. Исто така квалитетот на вината е доста интересен. Почна да се пратат и некои трендови, почна да се нудат некои работи во однос на виното кои што например само кај нас е, како например некои автохтони сорти кои што туристите имаат можност да ги пробат само тука и во не многу земји делови од светот. Така да тоа се некои предности кои што придонесуваат за тоа да се зголеми тој енотуризам. И секако ако придодадеме на ова и некои други активности како например гастрономскиот дел, па тоа е гастрономскиот кој ќе се поврзат, мислам дека е голема предност за нас и сите уживаат, сите што ќе дојдат кај нас уживаат во тој дел. Секогаш води со добро вино. Добра храна, добро вино. Ние сме доста приемчиви, доста пријателски и гостопримливи како луѓе, така да и тоа многу им се допаѓа на странците. Не сме излегуваме од онаа униформираност и од оној глобализам, така нудиме малце по артисански работи и така да целиот тој концепт е доста привлечен и мислам дека тука ќе имаме доста простор за развивање. Така да, тоа е убав момент да се потенцира дека навистина имаме потенцијал како земја и треба да се искористат сите можни потенцијали, нели се со цел да се развие тој гастрономски туризам кој што вие го споменавте. Постои, но факт е дека треба уште малку нели да се работи на таа приказна. Можеме ли, Наташа, да споделиме со оглед на вашето богато искуство како ќе оцениме минатата година во поглед на винската индустрија, затоа што и претходно во неврзаниот разговор зборувавме навистина дека како поднебје можеме да се пофалиме и со вински индустрии, со винари и мали и поголеми кои што навистина на светскиот пазар на вината добро котираат. Да. Па 2024 е доста интересно прашање. 2024 беше доста предизвикувачка година за Македонија. Нели винарството од повеќе аспекти, пошто винарството е повеќе поврзано нели со природните фактори. Да. И на пример ако анализите се прават во однос на количините, тогаш не беа најдобри, зашто ланската бербата 2024 се бележи дека една од послабите берби во последните 20 години. Ако анализираме од аспект на квалитетот,
Она што до сега успеавме да го пробаме, посебно во делот на белите и на розеата, мислам дека е сосема супер и дека квалитетот е многу коректен и добар и дека ќе ги уживаме добар квалитет на вина. А на што се должи послабата берба? На временските услови? Да, на климатските, да. Тоа е голем, лани имаше голема суша, немаше доволно вода и целото тоа придонесе да се намалат бербите. Уште еден момент кој што треба да се апострофира е дека климатските промени влијаат и на овој момент и дека треба луѓето да бидат свесни дека полека, речиси во сите сегменти од живењето на луѓето ќе имаат некаков удел, ако не се свестиме на време. Да, па во однос на тоа исто така мислам дека се зголемува свесноста кај нас. Така почна, например, да лозовите наследи се подигаат, да не се стават на толку јужни позиции, толку да се садат исто така и на некои повисоки надморски висини, што придонесува нели за толку да не биде изложено грозито на сонце и така натаму. Така да мислам дека во однос на тоа веќе се бараат алтернативни решенија. Да, се бараат алтернативни како и секаде во светот, така и кај нас. Тоа не е во толку голем размер, меѓутоа сепак се почнува и тоа е супер. Да, како е тоа можеби решено во една Италија која што важи за тоа се повеќе. Па основните работи тоа ги работат доста и со сортите. Значи различни сорти кои што ќе бидат поотпорни на сонцето и на овие големите климатски услови. Понатаму работат и се повеќе што е многу интересно, ние традиционални сорти кои што биле застапени наспроти интернационалните, традиционалните или локалните сорти заземаат се поголемо и поголемо место во палетата на вината кои што се нуди и сортите кои што се одгледуваат. Кој што спомнав, по високите надморски височини, да се избегнуваат толку јужните експозиции, да се работи со лисната маса и така натаму. Секој сектор се соочува со различни предизвици, винскиот сектор исто така има своји предизвици со кои се соочува, покрај ова кое што го споменавте, веројатно тука ќе треба да додадеме и она кое што го се конкретизира или се акцентира како поголем проблем, а тоа е работната рака, а исто така и цените на вината во хорека секторот, на кој што исто така, како велите, треба и има доста работа, треба да се работи. Да, има доста предизвици, тоа е нормално како и во секоја индустрија, така да нели никош не сме мирни, секогаш има нешто што се појавува и што треба да се реши така натаму. И така и во винарството, моментално не би кажала дека како и во сите други индустрии, така и овде голем проблем е работната сила, квалификувана работна сила и посебно за бербата. Значи, кога е берба, многу е важен кога ќе се набере грозето, нели, за да во таа некоја идеална созреаност. И сега, ако малце се задоцни или порано или подоцна или повеќе подоцна, како да кажам, тоа влие понатаму на квалитетот на виното. И оно што е голема мака и со која што се соочуваат моментално винарите, да најдат на време доволен број на берачи кои што ќе може да го наберат грозето за понатаму, нели, тоа да се употребува. Друго да спомнам, напуштањето на лозијата. Значи, се помал е бројот на тие индивидуални независни производители и одгледувачи на грозје. Причината едноставно вторите генерации нема толку интерес да се занимаваат со таа дејност, тоа е едната, другата работа миграцијата, како што знаеме сите. Еден од исто така голем предизвик кој што мислам дека не може да се престане на тој да се работи, тоа е винската култура. Нели, ова па е пропорционално поврзано со понудата во ресторанскиот, во хорека секторот. Тука треба можеби да се поработи на тоа да биде поголема, веќе подолго време поеднолична понудата и во ритейл делот и во хорека секторот, така да се работи на тоа, да се зголеми таа, да заживее таа понуда, би било доста интересно и позитивно ќе влие. И исто така еден од големите предизвици со кои што се соочуваме и со кои што мислам дека и на кои што се работи цело време, тоа е брендингот на државата. Например, кој ќе влезете вие знаете сите за италијански, за француски, за шпански, португалски и така натаму вина. И например кој ќе влезете во рафтовите во некој маркет, имате
дел секција кај што се француски вина, италијански, шпански и така натаму, и имате дел others. И нели во тој дел кај што се другите и овде се покрај македонските вина се и виното, не знам, бивша Југославија, српски, хрватски, словенски, од југоисточна Европа, арменски, грузиски, романски, молдавски и така натаму. И сега, освен ако некој претходно не бил запознат со нашите вина, кој е тој тригер кој што би го предизвикал да го избере тој сектор, да ги избегне сите секции, сите делови и да го избере баш македонското вино. Па како да го направиме тоа да биде на државата е една од основите која што ќе се работи на тоа, туризмот е исто така една од основите, квалитетот не постојана работа на квалитетот, постојаноста, да, презентации интернационални, значи тоа се некои алатки со кои што се работи и кои што ќе придонесат понатамо. Нели, вие кои ќе знаете дека Македонија има добар брендинг, тоа ќе ви биде една од луѓето сега, например, не се сигурни, пошто имаат мало познавање за државата и они не се сигурни во виното. И сега, ќе имате вие добар имидж, ќе знаете државата со позитивни примери и пракси, онда сигурно и за виното ќе ви биде полесно да го изберете. Да, зборувајќи, Наташа, за статистиките, би споделила дека Македонија е 22 во светот по производство на вино и 29-та по извоз. Како вие, како експерт за вино, ги толкувате овие позиции? Па, овие се мерливи позиции и може би сега е моментално така, меѓутоа и мислам дека треба да ги држиме широко отворени очите овде, заради тоа што и да бидеме доста внимателни, заради тоа што мислам дека може да оди во надолна линија. Зошто? Како што претходно спомнав, во однос на производството се соочуваме со големи проблеми. Количините на произведено грозје, со тоа и на вино понатаму се намалуваат. Еве, например, само да споредиме, ако ги земеме 2009-10 до 2015, просечното производство на вино во тие години бил помеѓу 100 до 120 милиони литри вино годишно. Сега, например, ако ги земеме во предек последните 5-6 години, тоа е помеѓу 70 и 80 милиони литри вини. Значи, да кажем, преполовено е. Исто така, ако ја земеме и последната, 2024 година, тие се уште помали количини. Уште неофицијално не се излезени точните податоци, меѓутоа се претпоставува дека некаде може би ќе стигнеме до 60 милиони литри, што е доста мало. Во однос на извозот и продажбата исто така треба да се биде внимателен. Моментално во светот има голема криза во конзумацијата на вино. Последен пат ваква голема криза била видена помеѓу 86 и 94 година и траела 8 години. Сега се претпоставува дека е почната 2019 година и според оние некои предвидувања се дека конзумацијата и пазарот би требало да дојде до баланс, односно да престане тој негативен раст, односно пат на конзумацијата, да престане околу 2027 до 2029 година и после тоа да продолжи со растот. Да. И ако до пред 2 години не беше во ова зафатен премиум секторот, сега веќе и премиум секторот е зафатен со ова, значи нема пораз и тука. И баш пред една недела или повеќе излегоа, ќе успомнам само податоците, статистиките за првиот квартал на најголемата компанија што е за производство и продажба на луксузни пијалоци, LVMH, и тоа се оние што ги произведуваат Glenmorangie, Hennessy, Moet, Dom Perignon. Значи најголем дел од ексклузивните влегуваат. И кај нив, например, и за жестокиот пијалок и за виното се бележи пат за првото тримесечие од околу 10%. Така да треба да бидеме доста внимателни во ова. Од друга страна, една голема предност е тоа што благодарение на некои активности кои што се случуваат во регионот, па вината од Southeastern Europe или вината од Југоисточна Европа почнаа да заживуваат и да бидат попрепознатливи. Порано, например, немаше посебен сајм за
вино од Југоисточна Европа. Сега, например, последните 2 години има таков сајм во Лондон се одржува и тоа е, например, само за тој регион? Само за регионот во кој што влегува и Македонија, и тоа е голема предност со тоа што и тој, например, е организиран од големи еден од организаторите е голем вински критичар, и тоа значи е некаква сигурност кога некој вински критичар ќе даде акцент на тоа одредено подрачје, тоа им дава сигурност на останатите дека навистина еве нешто се случува тука, дај да пробаме да видиме поутре да купиме и така натаму. Што е со извозот и со даноците, царините, какво е нивното влијание? Како најактуелна тема. Таа е темата моментално, нели, од која што да сме и сите зборат, анализите се прават и така натаму. Нели, до пред 2 години се воведува царини за рускиот пазар. Сега од јануар месец се зголемија царините на пазарот во Англија, а благодарение на Трамп сега на неговата политика, новата политика, до некое време се уведува 3%, сега, фала Богу, се бајпасираше тој, тие давачки се на стенд-бај. Кругот е се потесен. Зошто? Зашто се зголемуваат давачките. За нас тоа значи многу. Македонската винска индустрија е кревка. Може би, не знам, америчкиот пазар не е толку голем за нас, меѓутоа сепак за некои одредени винари има значење и значи доволно тој пазар. Така да и претходно што значи за некои винари рускиот пазар или уште претходно кинескиот пазар. Така да сите овие давачки влијат и директно, а се разбира и индиректно. Може би за Македонија, ако нема давачки, а има за другите европски земји, тоа ќе го стесне просторот на Македонија заради тоа што ќе се преплави со вино од други земји и повеќе ќе имаме помал простор за да може да продаваме, зашто ќе има сигурно и тие што ќе останат вината, ќе се нудат пониски цени за да може да се исчистат земјите од залихите. Така да тоа се некои процеси кои што се поврзани, кои што влијаат и кои што долгорочно имаат ефект за ова и треба да се внимава. Тука политиката има голема улога и треба да бидат свесни и оние луѓе што се занимаваат со политика и што ги кроат тие што преговара, дека не треба да го изостават виното и останатиот алкохол, жестокиот алкохол, треба на ова секојаш треба да го акцентираат и да гледат да бидат заобиколени овие дејности во однос на царински давачки. И уште една актуелна тема покрај цариница, се разбира и глобалниот пат на потрошувачка на вино, особено кај младите генерации. Веројатно ќе се запрашаме на што се должи тоа и кои се тие фактори кои што влијаат за овој пат. Она кое што се поставува како прашање е дали оваа генерација Z, која што приметуваме, забележуваме дека поразлична за многу други работи, пристапот кон одредени нешта во животот, веројатно така и кон виното, па дали како генерација Z, така и можеби и милениумците би ги споменале тука, дали вистински се оддалечуваат од традиционалното македонско вино? Сребрено вино генерално може и глобално, не само кај нас. Кај нас би кажала дека во одреден сектор, посебно во тој, кај нас малце заживеа, меѓутоа генерално кога ќе земеме за генерацијата Z и трендовите, поготово она што младите сакаат, они се повеќе го избегнуваат алкохолот генерално, не например виното или пивото или не знам джин, водка, виски и така натаму, него генерално алкохолот. И има повеќе фактори за ова. Например, они многу практикуваат спорт. Сега спортот и конзумацијата на алкохол не одат прволиниски. Исто така, они доста има доста вегани, вегетаријанци, вегетаријанци, нели имаат посебна диета, посебен начин на исхрана. Исто така и оваа начин на исхрана не оди со таа некоја си прволиниски, со таа некоја голема количина на конзумација на алкохол. Исто така не треба да се земат во последните препораки на Светската здравствена организација, тоа е нула толеранција на алкохол, алкохолот во генералност. Исто така и сега има голема антикампања во светот за алкохолот, исто така и тоа придонесува, нели, за да они конзумираат помалце. Така да појавата, например, они сакаат уживаат во вкусови младите. И например сакаат да конзумираат побрзо и
сега се популарни тие ready to drink со алкохоли, разни миксери и така натаму. И, например, low и no low правецот, безалкохолните и алкохолите и пиелоците со помал процент на алкохол, и тие исто така заземаат дел од колачот. Така тоа се некои фактори зошто они во кои што уживаат, а и кои што придонесуваат по друга страна да се намали генерална конзумацијата на вино и на жесток алкохол во светски рамки и кај нас се разбира. Иако кај нас би кажала дека последните 2-3 години, благодарение на тоа што малце за појавата на мали винари, на средни, тој дел малце заживеа и мислам дека се уште домашната конзумација имаме тука некој, нема толку големо намалување, дури можеби малце изголемување. Може да кажеме дека има. Си ние знаеме да уживаме во. Се уште знаеме, се уште знаеме, меѓутоа како што спомнавме, треба да бидеме со широко отворени очи и да внимаваме на се и да реагираме, што е најважно. Ние на пример полно пати и ги знаеме работените, меѓутоа следствено на тоа не реагираме. И винската индустрија како винска индустрија не е толку флексибилна заради самиот профил на дејноста, нели? Грозија, лозија, земјиште, фабрика и така натаму. Сега тука треба да работиме на тоа. Значи ние можеби ги знаеме, има луѓе, нели, ги пратиме трендовите, алармираме на тоа и сега треба да направиме како да реагираме за да може да одговориме, за да не се доведеме до ситуација, Да, зборувајќи за трендовите, што е тренд во моментов или можеби за оваа 2025 или можеби за оваа летна сезона, какво вино ќе се пие генерално во светот, но и дали ние можеме да одговориме на тој тренд во поглед на производството? Да, како што спомнав, значи не побитен тренд е тој трендот на вина и на жесток алкохол кои што се безалкохолни или со понизок степен на алкохол. Другиот тренд е, например, тоа што се помалку се конзумира црвеното вино, а се повеќе се конзумира бело и розе вино. Тука имаме голем пораст. Например, виното во последните 30-35 години, црвеното вино е намалено за околу 40% за сметка на розе и на бело. Белото е за 20%, розе беше за 10%, и сега розето исто така се повеќе се зголема. Исто така тренд се и локалните сорти на конзумација. Ова посебно кај нас. Благодарение на мали винари, овој дел на некои локални сорти кои што беа заборавени од претходно, сега се повеќе и повеќе заживуваат. Ќе ги спомнам само станушината, смедеревката, жилавка, жупљанка, ранец, картоши и така натаму. И тоа се некои сорти кои што дури да кажеме станушината, која е нашата единствена автоктона сорта, била на границите на заборав. И сега полека пак почнува да се враќа да заживува и тоа е интересно и тоа ни дава некаква уникатност. Се разбира, не треба да се занемарат и овие интернационалните сорти, зашто они се бренд самите за себе, некоја земја да не е позната. Например, благодарение на тоа што ќе слушам Шардоне, Каберне, Совиньон, Мерол и така натаму, секој се обхрабрува зашто знае што може да очекува до некаде од тоа и каков тип на вино може да очекува и секој се обхрабрува да го проба и вклучително да тоа и нашето вино. Така да комбинирани фактори се, меѓутоа ќе кажеме исто така дека тоа е еден тренд. Исто така тренд е и како што спомнав вкусовите, значи младите многу уживаат во вкусовите. И многу интересен податокот до 80-тите години до средината, но малци втората половина, многу актуелни биле тие конзумација на wine coolers. Сега не знам што е, нема адекватна превод на тоа, меѓутоа тоа значи вино помешано со некој џус, овошен џус и сода. И додадено можеби некојаш некој. Тие биле многу актуелни и многу се конзумирале, поготово во Америка и се претпоставува дека благодарение на тоа и конзумацијата била толку голема.
Сега многу интересно што кај младите се враќа тој тренд и они сакаат да уживат такви работи, такви вкусови, поради вкусовите и сакаат. Например, овие што се беби бумерс, можеби милениалс и таа постарата генерација, они се малце ограничени со предрасуди во однос на виното и не така овие нови трендови може лесно да допрат кај нив, да ги прифатат. Младите ги прифаќаат, немаат проблем во тоа. Така да можеби ова е една може да биде една алатка која што може да се понуди од страна на винариите за тоа како може да се зголеми, нели? Да, и ова што го кажате само може интересно како подпрашање кратко. Ако зборуваме за такво мешање на виното, да речеме, ние знаеме дека убавите и вкусни сортни вина не се мешаат со ништо. Така знаеме и така веројатно многумина од нас сакаат да го густираат виното, но како судија за вино што велите за таквите, како реквате, кулери? Не, тоа е израз кој што се користел тогаш, wine coolers, тоа се, например, делува во категоријата на миксери, односно, нели, па дури како коктел може да го во категоријата на коктели може да се значи кога станува збор за лесна, едноставна, зошто да не? Нема може да се направи комбинација. Зошто да не? Например, вие дали секогаш ли пиете чисто виски или секогаш пиете чиста водка или джин или така натам? Значи, напротив, еве за джинот, джин тоник е нели go to drink. Така, еве, така и за ова нема никаков проблем. Значи, тоа конзумацијата на ова не ја иззема конзумацијата или него, како да кажам, не го намалува на виното како категорија. Напротив, може само да влие на... може само позитивно да влие да се зголеми, зашто, нели, се си има своја кај што се конзумира. Да, и прашање на вкус. Супер. Наташа, ви благодариме. Супер информации поврзани за виното, за винската култура и за винската традиција која што и ние ја имаме со години. За поканата, ми беше мило да поразговараме.